Добро утро, Анита, добро утро, драги, добро утро и до гостинката во студио, но и на сите гледачи на Македонија на утро. Секојдневните движења низ градот можат да станат инспирација за уметност. А токму од таа идеја произлегува изложбата Архив на трајги на уметникот Амар Качар, текстилна инсталација изработена од стара камионска тенда, инспирирана од скопската архитектура и личните патеки низ градот. Изложбата вечерва се отвара во културно-социјалниот простор Јадро во Скопје, а ние сме тука да поразговараме токму со него и да откриеме за каква инсталација всушност станува збор. Амар, добро утро и добре дојдовте во Македонија на утро. Добро утро и добро ве најдов. За почеток, како се роди идејата една стара тенда да ја претворите во уметничка инсталација како што е ова? Некако и спонтано се роди, затоа што се занимавам со рециклирање, односно од стари материјали веќе им давам некако втор живот кој што продолжува натаму во едно ново руво, така да сосема случајно тендава се најде во мои раце и дојдов до идеја да ја разработувам и го продолжам животот. Така, Амар, во самата инсталација се појавуваат и елементи или мотиви од скопската архитектура, тоа се овие елементи како што може и да ги забележиме. Како вашето секојдневно движење низ градот влијаеше врз самиот изглед на оваа инсталација? Да, доста влијаеше секојдневното движење, затоа што секојдневно се движам во градот. Мојата друга работа е достава за храна, па така да некако се движам низ скопските улици секојдневно и тоа врежување на перцепцијата на градот е тука, така да во самата поставка ја прикажувам таа некоја моја перцепција на градот и на секојдневието и таа некоја рутина. Вас многумина ве познаваат и по тоа што изработувате чанти или ташни од токму рециклирани материјали и од тенди, на таква и ова ташна. Меѓутоа, тука имаме и други предмети што се изработени во самата тенда. Што е нешто ќе може да го видат посетителите? Да, идејата е, оваа 7-метарска тенда која што е до нас, да постепено во целиот процес на овие денови до 18 март, до кога е отворена изложбата, да се деконструира, односно од неа веќе е започнат процес и направена е таа некоја торба за кратки патувања или за одење во теретана, така да од тендата едниот дел сакам да го деконструирам, односно да ја распарчувам тендата и да настанат функционални објекти. Инсталацијата не е статична, туку се менува во текот на целото време траење на изложбата до 18 март, што значи за вас учеството на посетителите во самиот процес. Значи, тие ќе може да учествуваат во самата изработка на инсталацијата или каков е планот? Значи овака, вчера почна процесот, да кажам, на оваа изложба, односно вчера се отвори неофицијално, да кажам, изложбата со 8 учесници кои што учествуваа на работилница за везења, каде што можеби во оној кадар над зидот може да ги видите нивните малечки дела и со тоа и почната таа деконструкција, односно се продолжува со учесници таа деконструкција, кој што тие малечки панели се исечени од самата тенда. Важно ми е некако ми е убаво чувство да соработувам со луѓе, затоа што ми ја дава таа посебност на една колективна работа заедно и да нешто, преку тој креативен процес дојдеме до нешто убаво. Така. Дел од проектот исто така предвидува и аудио разговор кој ќе остане како архива на процесот. Зошто ви беше важно да ја документирате приказната за делото? Така, да, убаво прашање и одговорот би рекол дека ми е исто доста
доста важно и сакам некако таа архива на траги, како што и се нарекува изложбата, да остане една архива како аудио архива, каде што можеби луѓето кои што биле или не биле на изложбата ќе може да ја слушнат приказната позади оваа идеја, овој процес, и во тој аудио разговор ќе зборувам со мојата соработничка која што ми помага околу целиот процес. Тоа ќе биде еден разговор кој што ќе трае можеби 20 на минути до половина час и ќе го збориме процесот и нели внатрешниот процес исто, но и процесот кој што некако спонтано можеби расте без завршен еден процес на тоа дело. Која е пораката што сакате да ја испратите до секој еден посетител што ќе дојде да ја види вашата изложба, односно инсталација? Пораката, мислам, не знам дали некоја специфична порака имам, затоа што мислам дека секој посетител различно може да ја доживее поставката или инсталацијата, но првенствено тргам од самата идеја за рециклирање, каде што на веќе нешто под наводници мртво му даваме некој нов живот, односно дека еден процес може и да продолжи ако ние му дадеме едно значење и една свест. А Мари, за крај на нашиот разговор, ајде да упатиме на покана до нашите гледачи. Во колку часот се отвара денеска изложбата? Така, да, ги поканувам стварно. Би ми било драго да видам познати и непознати лица што не ги знам, нели? Вечерва се отвара изложбата од 20 часот во културниот центар Јадро, кој што се наоѓа во центарот на Скопје, во Дебар Мало, и трае поставката до 18 март. Благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро и ви посакуваме на вистина успех. Ви благодарам. А за тоа дека вреди да се посети оваа еколошка инсталација, архив на траги, изложба на младиот уметник Амар Качар, кој на стара камионска тенда ја претвора во уметност, на вистина вреди 20 часот вечерва во културниот центар Јадро во Скопје ќе биде отварањето на изложбата, а утрово разговаравме токму со него.